јавноста во Македонија не разбира, не се сваќа зошто постојано има пожари на отпадите. Еве Дрисла и Вардариште. Не се само тие, имавме и отпад во Шутка, дива депонија кај Римскиот водовод. Ако се сеќавате во јули еден исто така отпад, би рекол со железа и други такви слични материјали во Визбеговот, кој што започна голем пожар, кој што зафати неколку објекти и предизвика голема штета, но на територијата на државата постојано имаме активни запалени депонии. Добро, има ли објаснување зошто се палат депонии постојано? Дел од нив во текот на жешките месеци, значи јули, август, се само запалуваат, некои се палат од невнимание, а за дел јас имам лична перцепција дека се намерно запалени. Тоа ни се случи во Скопје, бидејќи во еден краток временски период од 10 дена имавме палење на 3 депонии. Најпрво се запали Вардариште, тогаш кога таа беше ставена под целосна контрола, се запали Дрисла. Кога Дрисла почнавме да ставаме под контрола, се запали депонијата или поточно дивата депонија во Шутка, која што беше релативно брзо изгасната, а набрзо потоа се случи големиот пожар во Трубарево, во кој што изгоре отпад со електронски, но и електричен отпад. Ангелов, не ми одговарате на прашањето. Зошто се палат отпадите? Тоа значи дека државата не се грижи за нив. Знаете дека треба отпадите да бидат заштитени, да има чувари, да бидат оградени. Свесни сте за тоа и многу пати сте говореле за тоа. Имате ли објаснување зошто не се заштитени отпадите? Зошто настануваат опасни пожари во Македонија? Грижата за отпадите, односно депониите, е во надлежност на локалната самоуправа. Да. Наша обврска е тогаш, кога ќе настане пожар, исто да го изгаснеме, така што прашање е поумесно да го поставите на некој од локалната самоуправа, но можам да кажам дека постојат полно неправилности во однос на грижата за депониите, но и отпадите и кршење на правилата, прописите и начинот на кој што тие истите треба да се чуваат, односно одржуваат или обезбедуваат и депониите и отпадите. Постојат неправилности кај отпадите, кај депониите, велите. Сега може ли да објасните какви неправилности за овие кои говорам дека не се заштитени соодветно и кој е одговорен? Еве Дрисла и Вардариште, кој е одговорен? Проблемот е абсурден и тежок за објаснување. Всушност, кога би пробале да го објасните на стручно лице од некоја држава членка на Европската унија, нема да може да ве разбере на дивата депонија Вардариште, која што била легална депонија, потоа затворена, до ден денес се врши претовар на ѓубре. Во суштина таа е затворена, но се уште работи. Абсурдот оди до таму што на самата депонија живеат луѓе. Живеат неколку, всушност и не се неколку, повеќе семејства на роми, кои што во дворот, бидејќи депонијата е двор, палат кабли и друг вид на отпад, од кој што ги влечат жиците или металот, со што предизвикуваат загадување на градот Скопје, и ова за жал трае со години наназад. Зошто не се дислоцирани овие луѓе за кои говорите, ете ромски семејства, кои живеат во бедни, во ужасни услови на депонии? Кој треба да се грижи за овие семејства? Ова е добро прашање, ќе може и заедно да отидеме кај градоначалниците и да ги прашаме, но се надевам дека по завршувањето на локалните избори најпосле ќе се стави крај на ова појава, но од моето искуство како дел од полицијата во минатиот период, но и како граѓанин, знам дека на повеќе ромски семејства и е понудена можност, некои од нив се иселени во многу по-пристојни услови, те истите повторно се враќаат во своите места, затоа што тие на Вардариште може да се го палат отпадот и ѓубрето во собствениот двор. При тоа укажувам дека не се работи за некои животно загрозени од аспект на стандард луѓе, туку покажување на пожарникарите и други луѓе кои што таму се движат, тие заработат и добри пари од оваа нивна активност. Стојанчо Ангелов,
Свесен сте дека ако не функционираат општините, имаме и централна власт. Значи имаме влада. Зошто ја штитите власта, владата на Мицковски, кога треба да се грижат за здравјето на луѓето во оваа држава? Зошто ги чекате локалните избори? Ако сте свесни вие, ако владата е свесна, дека не функционираат општините во град Скопје, постојано има обвинувања кон Данила Арсовска, треба централната власт да ги преземе тие најосновни базични мерки за заштита на граѓаните. Според мене не е толку едноставно, бидејќи мешањето на централната власт во локалната самоуправа може да има други реперкусии. Значи, проблемот е што ќе има реперкусии, но врз што? Не врз граѓаните, зашто смее да има врз граѓаните, заради тоа што перцепцијата на јавноста е дека само вие работите во оваа држава и се грижите за безбедноста, за заштитата и здравјето на граѓаните. Дека централната власт, владата, ги чека локалните избори, како велите, за да победи и за да ги преземе мерките. Мерките власта мора да ги преземе. Во нормални услови, депонијата Вардариште стои таму со децени, не предизвикува допълнителна опасност. Сега говориме, немој, оставете ги децениите. Сега имаме влада на ВМРО ДПМН. Тогаш кога депонијата се запали, централната власт се замеша, односно јас како раководител на главниот штаб и непосредно се вклучив во гаснењето на депонијата и се одлучивме за затрпување. Значи смее да се замеша. Да се лечи, би рекол, акутна состојба. Но да се превенира, смеете тоа. Зошто не го заградите тој простор? Имате ли објаснување? Јас ја разгледував лично ова варијанта, зборов и со армијата дали имат соодветна жица, но видете ќе се судриме повторно со многу невладени организации пред секој што се борат за правата на ромите. Било какво заградување на просторот во кој што во централното подрачје живеат семејства на роми, ќе предизвика револт и кај ромите и кај овие невладени организации што се борат за нивните права. Значи ние смееме да ги оставиме, како велите, оваа ромска заедница, да ги оставиме да палат, да потпалуваат во име на човековите права. Во име на човековите права треба да им се обезбедат нормални цивилизацијски услови за живот и никој да не им дозволи повторно да влезат во депониите. Неколку чувари можете да вработите. Во овој момент е ангажирана Агенција за обезбедување, владата забрани движење на територијата на која што се простира депонијата. Да. И земени се луѓето кои што живеат на неа, но знаете, мојата изјава предизвика лавина реакции во одредени кругови во државата. Ако мене ме прашувате, час поскоро треба да бидат иселени од таму, дури и присилно. Ние не можеме да бидеме заложници на неколку, па нека си десетина и 50-тина семејства и цел град да биде тровен, затоа заради тоа што неколкви семејства имале право на тие имаат право на нормален живот, не во депонија да живеат. Токму така, затоа и ми беше чудна реакцијата на една кандидатка за... Ама тоа не е важно. Кажете ми... Па видете мене на напад на најмокната опозицијска партија, ама не е важно зашто сум побарал да сиселат од таму. Ама не е важно дали ве нападнале. Политичкиот момент, не го разбирам. Значи, јас јадев ќотек од СДСМ, односно од кандидатот на СДСМ, затоа што сум побарал овие луѓе да бидат отстранети од депонија. Јадев ќотек од сите можни ама не е важно. Важно е вие да ги заштитите граѓаните во оваа држава. Ама ние ќе ги заштитиме овие граѓани кои што живеат таму, бидејќи јас го делам вашиот став. Овие кутри луѓе не треба да живеат и понатака на депони, да ги однесеме да живеат во пристојни услови, но се сомневам дека тие тоа ќе го прифатат, а сум сигурен дека не го посакуваат. Сеедно дали ќе го прифатат, мора да има ред и поредок во оваа држава. Моето очекување е дека после изборите тоа ќе биде надминато на овој начин. Овие луѓе треба да бидат иселени од таму, ако мене ме прашувате. Ама зошто ги чекате изборите? Тоа никој не може да го разбере. Прашање секако дека треба да го патите на друга адреса. Не, сега вие се грижите Дирекција за заштита и спасување. Премиерот што ви вели?
Дека Во ги овој чека момент- локалните избори. Не, со премиерот не зборувам на оваа тема, јас ги вршам Како не работите, зборите на оваа тема? зборуваме околу последиците, значи Ама депонијата превенција, да зборувате за превенција. има превенција, А не во овој момент последиците. е ангажирана агенција за обезбедување 24 Приватна ли е таа агенција? Приватна агенција за обезбедување, да. Имате ли објаснување зошто приватна агенција за обезбедување се плаќа од Се граѓаните, работи за значи општествено одговорна компанија, не се плаќа. Без пари обезбедува. бесплатно Да, обезбедува? токму така, да. Добро. А додека полицијата не може да чува депонии, се разбира дека полициското присуство е засилено, има постојани патроли, но ако ние на сите депонии оставиме полицајци, па тогаш полицајците нема да може да ја работат својата основна должност. Добро, во нормалните земји, демократски земји, И нашата е нормална. кој Може би има слабост, кој се да не бидеме толку кој строги. се грижи, не, ова не е, сето ова што го говориме не е нормално, да се дозволува да се палат депонии, да ни се дислоцираат тие луѓе кои живеат во нечовечки Јана, услови. дали е нормално кандидатот на опозицијата, Ама на сега најсериозната верувам, партија, ама- да мене нападни, да барат од мене оставка, бидејќи сакам да се исселат кутрите роми од депонијата Вардариште. Добро, тоа ли ви е главниот проблем? Видете па. Не, дали е главниот Представува проблем во овој момент сериозен во оваа политички држава, проблем. во оваа држава кога ве напаѓа, тоа ли е Не ме проблемот? разбирате. Не зборуваме за било кој, зборуваме за најголемата опозицијска Значи, партија. имаме сериозни Ако на тоа проблеми. ги додадеме сите ромски партии кои што ме нападнаа, излево дека половина држава ме нападна затоа што побарав овие кутри луѓе да се иселат од Значи, депонијата. тоа ви е најголемата булка кога вас ќе ве нападне Не се некој, работи, ве не, мола. видите, не се Значи, работи за здравјето напад. на граѓаните Се е работи- најважно. Но опозицијски кандидат кажа дека е многу важно тие луѓе да останат таму. Добро и кажал, јас ви кажам дека Затоа, здравјето на за да граѓаните, се избегнеме- согласувате ли дека здравјето на Се граѓаните, разбира. отколку вашата лична булка што опозицијата ве Јас напаѓа? немам никаква болка, јас сум Па мојата зошто платформа постојано дека за ги- тоа говориме? Зборувам за сензитивноста на моментот. Не е важен. Значи, ако, како што вие Сензитивноста велите не е неколку важна. децени, ние сме тројни од Вардариште, еден месец нема да промени ништо, и јас очекувам најбрзо Значи што смее може. овој месец. Нема палежи, видите, имаме апсолутна контрола. Во овој момент Добро. Вардариште не Може. загадува. Имате ли објаснување зошто граѓаните не беа евакуирани од Трубарево? Граѓаните беа повикани да се евакуираат. Кога? Јас го Во следев, првиот момент- јас не е точно. Значи јас го следев тој настан дента многу добро и точно знам дека немаше, иако новинарите прашуваа се постојано, на секоја минута дали има наредба за евакуација. Немаше таков одговор. Во моментот кога дојдов таму, дојдов на почетокот на пожарот, ги забележав бали, пластични бали со пластичен отпад, по-конкретно од метар кубен и нешто поголеми бали, и мојата перцепција беше дека гори пластика. Ние многу подоцна дознавме за можноста дека гори и отпад во кој што има алкални батерии и друг високотоксичен отпад. Во тој момент, на ниво на управувачки комитет имавме седница и веднаш побаравме армијата итно да упати тим на АБХО, луѓе кои што имаат специјална апаратура за мерење на токсичноста на воздухот. Кога излезе тимот на АБХО, кога не алармираше дека постои токсичност околу епицентарот на пожарот, значи првите 100-150 метра беа, би рекол, најризични, ние тогаш веднаш побаравме евакуација на луѓето. Преди јавно да објавиме, јас лично евакуирав, односно побарав да се евакуират неколку семејства. Не можеме ние на сила туку така да ги сврлиме, при тоа да укажам дека отровниот облак поради струењето на воздухот, температурата се креваше високо нагоре, личеше како на печурка од атомска бомба, а вечерта полека почна да се спушта. Кога тој се спушти, луѓето беа известени, се надевам, евакуирани. Тоа е веќе предоцна. Велите, не можеме со сила да ги евакуираме. Значи, во оваа држава нема начин на контрола. Има начин, но видете, Не можете од Вардариште и Дрисла да ги евакуирате. Тешко Не е. можете од Трубарево. тешко е да пресечете што е подобро за граѓаните, дали да ги скратиме нивните слободи, замислите некој доаѓа и ви сфрла надвор од вашиот дом. Ние како Се едно што влада, вие се труете ние како влада им е исклучително предупредивме опасно. и јавно и пуштивме полиција од куќа Ма на нема што куќа. да предупредувате, веднаш евакуирате. Но видете, се опасноста не беше од таков обем да некој вдиши да умре. Значи, Како сега не е ние- завршио на Кој токсикологија, заврши? знаете Не е вие. точно кој заврши. Како не е точно? Подсетете ме, не знам.
Точно од е. вас. Не е то, како На не е Трицуково точно. ја заврши директорот на ЦУК и тоа е малку сумнително, најверојатно вдишал Ма дупла граѓани, доза. имаше неколку граѓани кои беа хоспитализирани, ве молам. Пожарникари и граѓани можеби кои што учествува во гасењето, Па добро. не од населението. Па Кои што граѓани се Но население. овие пожарникарите се сите живи и здрави, кои што не И посебно пожарникарите се разбира, не се само... Сите се живи и здрави. Од друга страна, Не, тоа е опасно, количината оставете, тоа се последиците, допрва се гледаат. Живи и здрави се сега. Знаете какви се последиците на воздухот кој што го дишиме во Скопје овие децени, Но, пошто сега јас говориме живеам за- самиот со моето Да. семејство, живеам во Реумски центар аеродром, значи воздушна линија 2 км од Вардариште, исто толку од Охис. Добро, да не дефокусираме сега, зашто свесни сме и оваа влада ништо нема направено и околу загадувањето на воздухот. И за тоа сте свесни. Сега околу постојано Ова е ваше алармиравте. тврдење, не се согласувам со него, но да не навлегуваме во дискусија. Изгубиме многу време, како нема ништо направено, Да. направено многу. Добро, ќе видиме кога ќе дојдат, еве, Трубарево, Одрисла, Вардариште се... За рекордно се- време го се изгасавме докази. пожарот во Трубарево и верувам дека ќе се согласите со мене. Како владата не направи ништо ако го изгаси тој пожар во текот на ноќта, пожар кој што е комплексен и кој што можеше да гори со денови. Зошто го изгаси? Немате постојано апелирате и говорите, никогаш тоа не сте криеле дека нема опрема. Немаше пена и за тоа Имаше говоревте пена. јавно. Во Трубарево пена има дирекцијата со ертракторите и ертракторите ги употребивме. Понатаму побаравме помош од Докти, од Тафи, дојдоа веднаш на лице место. Тие се спроти Трубарево, навистина брзо стигнаа, но беше дискутабилно на местото каде што се алкалните батерии, бидејќи требаше прво да го детектираме местото. Во такво едно горење, кога температурата може да отиде над 800 степени Целзиусови на местото на соборувањето. Ние мораше да бидеме внимателни, бидејќи сугестијата беше да не се користи вода врз местото на алкалните батерии, бидејќи се создава парија кој исто така може да биде штетна, а од друга страна за да го изгаснете вие мора прво да го оладите местото, но ние користевме комбиниран метод, онаму каде што смеевме и можевме, користевме вода, најмногу вода, на некои места вода и пена, а додека критичните места ги затрупувавме со песок, останатото и со земја. Значи се работеше забрзано, добро координирано, организирано и сметам дека до сабајањето беше затрупано. Предолго. Ви Постојано реков говоревте... многу кратко. Еве, најсериозно, обидете се преку истражувачко новинарство да проверите колку време е потребно да се изгаси ваков или сличен пожар низ Европа или во Америка. Колку? Па повеќе од ова што ние го постигнавме. Вие постигнувате рекорди. Сметам, не, овде на Ви верува ли некој дека навистина постигнувате Сите рекорди? субјекти со Во кои што- што имам во ка- во што не зборувам рекорди? сега, значи без да ги изместуваме моите зборови. Зборувам за конкретен пожар во Трубарево, кој што беше изгоснат рекордно брзо. Добро. Постојано говорите дека нема ертрактори, сега кажете ми Има, колку како има. нема, Дека нема доволно. Постојано говорите дека нема доволно. Сега, честно кажете. Не, дали има доволно е дискутабилно прашање и 20 нема да бидат доволни со овие Сега слова. колку се потребни, неопходни, честно одговорете на ова прашање. Ние имаме 3 ертрактори И колку се сите се потребни? овде. Добро. Ако мене ме прашувате, треба повеќе, не можам да одговорам на ова прашање прецизно. Секој еден трактор плюс би бил многу корисен, но секако сметам дека барем уште 3 ни се неопходни, но од друга страна знаете дека е извршена една набавка на хеликоптери, мислам дека беше од Италија, Добро. кои што треба да пристигнат за година-две, зависи од динамиката, кои што исто така можеме да ги користиме за гасење на пожари, кои што значително ќе релаксираат това состојба, бидејќи на некои пожари хеликоптерите се значително покорисни, додека на други ертракторите. Главната слабост кај ертракторите е полнењето на вода. Во Македонија тие може да полнат вода на Тиквешко езеро, Охрид, Дојран, Преспа. Останатото тие мора да дојдат на аеродромот. Тоа граѓаните не го знаат и мислат дека тие се чудотворни средства кои што брзо ќе го изгаснат пожарот. Ертракторот слетува на аеродром, полни вода, полетува, оди ја фрла водата, потоа се враќа до аеродром. Ако имаме Ама што е наследување сега патнички ова? авион, Зошто го објаснувате ова? дека хеликоптерите во многу случаи се многу покорисни од ертракторот. Имате ли хеликоптери?
Чекаме да пристигнат. Значи Имам немате. договор. Сега Не чекам. имам ваква Знаете се. што чекаме? Знаете и сам. Имаме Постојано нешто се два чека. полициски Тоа е и прашање. користиме еден армиски. Колку ви се потребни хеликоптери? Видете, ова никогаш не е доволно. Секој плюс... Кажете колку се потребни за оваа држава. Па, моја перцепција ви реков дека уште 3 трактори би биле добре дојдени. И хеликоптери И колку? барем уште 3 хеликоптери за употреба во гасење на пожари, бидејќи не можат сите да се користат. Сите ли се во употреба или постојано велите дека Ние се на имаме во сервис, момент дека се 3. нефункционални? И Колку стари се овие? вашето возило мора да го однесете на сервис, ако го Сега возите. оставете го Исто моето е. возило. Колку се Исто е стари овие техника. хеликоптери и ертрактори? Не можам да одговорам на ова прашање, но се е стари. Колку? Тракторите се 15 на години. Така зашто да не Но не можете се- да одговорите кога ги знаете фактите? За тракторите, за Сега вие немојте хеликоптерите не можам да кажам. Зошто? Но 15 на години не е многу да спек дека тие летаат генерално по околу 2 месеци во годината. Зошто не може да кажете колку? Не се знам, стари? имаме два Бел 212 и Бел 412 на МВР и искрено не знам кога се набавени. Бидејќи не знам информацијата. Ми 17 на армијата се руско производство и очекувам дека се нешто постари, но не знам кога. Искрено. Инаку зошто не ви кажам таму? Па треба да знае јавноста. Знаете зошто? Сега ќе ви кажам. На крај сме. Јавноста знае дека функционерите си ги зголемија платите 78%. Дека Да, во време на владата на СДС тоа беше и недоволно ВМРО чек. ДПМН гласаше. Сите заедно гласаа. Не се коригираше коефициентот, овде сте во заблуда. Имаше корекција на коефициентот и на тој начин се зголемија платите. Да. Луксузните автомобили или знаете дека функционираат безпрекорно во оваа држава, лиценците се обновуваат, лизинг Дојдете после снимањето да видите јас во обновува. какво службено возило се возам. За вас, Се само не е луксузно. ама вие знаете, за тоа и ве прашувам. Во оваа држава свесни сте дека нема основни работи за заштита и безбедност, ертрактори, хеликоптери, пена, но има за привилегиите на функционерите. Сметате ли дека тоа треба да се промени? Сметам и верувам дека ќе се промени. За почеток, знаете дека таблиците на службените возила сега се бележени со жолта боја. Секој ден граѓанин ќе може да види во какви возила се возат функционерите. Голем успех е тоа. Па за почеток, сметам дека е голем. Прво се знае дека сите автомобили не се пријавени, тоа сте го знаете. Службени. Очекувам дека сите службени ќе бидат бележани. Добро. Ајде, повторно ќе правиме разговор. Ова е јавен податок. Верувам дека по завршувањето на процесот да поставите прашање до Созара дека ќе добиете одговор. Дали Ќе почекаме. возила Да. се бележени, а кои не се. Да, ќе почекаме, повторно ќе правиме разговор. Благодарам за Благодарам за можноста.